Добро вечер, почитувани гледачи, минути за вестите од културата. Во рамки на 25-тото издание на есенски музички свечености се одржа мултимедијален концерт Јохан Штраус во филмот, концерт и проекција на немиот филм Веселата војна, во изведба на гудачкиот квартет Пламенка Трајковска. Публиката имаше уникатна можност да доживее едно несекојдневно уметничко искуство, во кое валцерот, некогашниот белег на европската култура, повторно заживеа преку звук, слика и емоција. Ни представуваше особена чест и задоволство да настапиме на овогодишното издание на фестивалот Есенски музички свечености и да реализираме еден концерт со гудачки квартет. Насловот на концертот е Јохан Штраус во немиот филм. Практично со гудачкиот квартет го озвучивме немиот филм Веселата војна. Самиот проект представува едно мултимедијално остварување, каде што изведовме одделни композиции од Јохан Штраус, за кого се навршува 200 години од неговото раѓање, и исто така, самиот филм Веселата војна се одбележува 100 години создавањето на филмот. Интересно е дека самиот филм во себе ја носи виенската традиција. На сцената навистина има прекрасни сцени со модата од тоа време, со дворците на Виена, а се разбира дека посебно значење си има музиката на Јохан Штраус, познат по неговите виенски валцери, по виенските полки, односно самата музика ја носи културата пред 200 години, што за нас навистина представуваше едно вистинско задоволство. Писателот Јордан Коцевски ја објави својата најнова книга насловена Договорот. Книгата е објавена со финансиска поддршка од општина Охрид. Договорот е мојата 7-ма книга, која ќе биде промовирана утре, односно четврток. Промотор ќе биде Александар Маџаровски, а промоцијата ќе се одржи во 19 часот во просториите на книжарницата на Антолог во Центар. Оваа книга е една вознемирувачка приказна за љубовта, предавството и стигмата околу самоубиството, што го сочува читателот пред најтешките прашања за душата и морал. Охридската промоција ќе биде на наредниот четврток, на 13-ти, среќен ден, во кафе бар Очила, исто во 19 часот. Пораката на книгата е дека треба да размислуваме на теми кои што се незгодни и се надевам дека ќе потикне некаков диалог помеѓу читателите. Целиот разговор со писателот Јордан Коцевски и детали за неговото најново литературно дело ќе може да проследите утре во нашата утринска емисија Добро утро секое утро. А ние продолжуваме со вестите. Романот Џинџудже на современиот македонски раскажувач, романописец, историчар Ермис Лафановски е добитник на книжевната награда Оливера Николова за најдобар необјавен роман за деца и млади за 2025 година. Наградата за најдобар необјавен роман за деца и млади ја доделува издавачката куќа Арс Ламина, со жири комисија во состав Оливера Ќорверзиоска, Јагода Михајловска Георгиева и Весна Мојсова Чепишевска. Џинџудже е прво дело за деца и млади на Лафазановски. Станува збор за модерна бајка за потрага по среќа, сместена во современ контекст и на домашен простор. Џинџудже е заедничко име на двајца најдобри пријатели, односно џинот и џуџето, кои функционираат како едно суштество, а зближени се по принципот на разлики и контрасти. На конкурсот за наградата пристигнале 38 ракописи од 37 автори. Авториот конкурс за наградата веќе е распишан и ќе трае до 11 јануари 2026 година. Наградата Оливера Николова е востановена на 11 март годинава на роденденот на писателката, која почина на 3 ноември 2024 година. Тука ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам на вниманието и секако останете со програмата на телевизија Алфа.